Добро вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосајлевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Веројатно секој од нас во даден момент од животот, најчесто на некои повозрастни години, доаѓа до истиот заклучок кој што сега имам намера да ви го кажам, имено дека не е многу паметно да се расправате со идиоти. Знам дека ова може вака да звучи грубо, меѓутоа едноставно искуството покажува дека тоа е вистина. Таа искуството животно на луѓето им нуди обично опции кои што се најисправни за нив. Вечерва разговарам со универзитетскиот професор Звонимир Јанкуловски. Добра вечер, професоре. Добра вечер. Поводот го најдовме во книгата, поточно збирката Колумни, која што утре официјално ќе биде премиерно представена пред јавноста и која го носи токму ова име "Никогаш не се расправај со идиоти". Дефинитивно ова асоцира на Марк Твен, на големиот американски писател. Вие не криете дека тоа е дека тоа е негова мисла, таа има мало продолжение, ќе ве победат на искуство, кој ќе ве победат на искуство, тоа е. Меѓутоа многу едноставно. Многу едноставно. Меѓутоа, зошто со ваков груп наслов решивте да ја оплемените оваа збирка на колумни? Затоа што во животот во основа се сеќавате со луѓе кои не расправаат со аргументи, не расправаат со здрав разум, не расправаат со факти, расправаат со однапред подготвени сценарии, однапред подготвени ставови, така што знаете, едноставно кога влегувате во расправа со такви луѓе, сваќате дека го трошите својот интелект, односно влегувате во дискусија или влегувате во расправа со однапред добиени резултати, каде што секако губите затоа што го трошите својот интелект на некадарни, неспособни и необразовани луѓе кои се обидуваат ароганцијата на глупоста да ви ја наметнат во јавниот простор. Така што не е нешто ново и не е нешто што би се рекло нешто што не е познато во размислувањата на оние кои биле интелектуално супериорни во поглед на нивните размислувања, да не расправате затоа што тоа е велат како да играте шак со гулаб, вели цело време ќе ви ги руши фигурите на таблата, ќе ви се, да не бидам вулгарен, ќе искапе тамо нешто, ќе искапе од озгора и на крај ќе се пречи како да победил во играта, така што ако не беше, никогаш не се расправај со идиоти, ќе беше насловот "Ароганција на глупоста", затоа што Македонија поминува во годиниве, поминува низ токму она што го кажав, ароганција на глупоста, каде што глупоста се наметнува како новата реалност во Македонија, каде што антиинтелектуализмот се прогласува за непожелен и најчесто е предмет на одбивање, односно исклучување од јавниот живот, од јавниот дискурс. Така што насловот "Никогаш не се расправај со идиоти" е соодветен на времето кое го живееме денеска и кое сме го живееле до сега. За жал, знам, познат ми е вашиот став генерално околу ова прашање, за јавноста веројатно исто така ги следи вашите настапи, вие воопшто не сте милозлив кон одредени категории на луѓе, нема да зборуваме за конкретни личности. Меѓутоа, мене секогаш ме запрепастувало, додека сме уште во овој филозофски дел, ајде да речеме, секој човек има своје мислење, тоа не е спорно, какво и да е. И може да биде точно и прецизно, може да е врз база на неточни информации, врз база на заблуди. Меѓутоа, излегувањето на јавната сцена, за мен тоа е многу важно. Кога човек се осмелува да излезе на јавната сцена, со текст, на јавна расправа, без разлика на предавање на факултети, на телевизија и каде даде, и да има таа смелост да настапува, како што вие велите, дуди од една арогантна позиција, а при тоа да не е доволно поткован, веројатно го има тоа насекаде, не сме ние уникатни во оваа приказна, тама е работа. Далеко тоа. Но имам впечаток дека кај нас сепак како да е центарот на тоа движење. Па
Не би рекол центарот, затоа што ние го надминавме и центарот, сакате лево, сакате десно. Не е тоа проблем, меѓутоа како вели Анштајн, вели две работи се бесконачни, глупоста и вселената. Да. Вели за универзумот не сум сигурен. Не сум сигурен, така што во Македонија глупоста се наметна едноставно како начин на функционирање на одреден слој на луѓе кои без основа на неспособноста и некадреноста да се фатат по коштец со проблемите, со функциите кои ги обавуваат, едноставно ги прифаќаат. И тоа е просто неверојатно со која леснотија се влегува во процес на носење на одлуки, а при тоа да го немате, еве да кажеме, потребното образование, ако образованието тачно во најмала рака немате. Во најмала рака, меѓутоа немате основен методолошки начин на размислување, односно на креирање на знаењето, за да ги исполните целите кои функцијата или политиката ги бара. Така што... Но функцијата е податлива, добра, значи често пати убави пари. Секојаш сум се воодушевувал на нивната храброст, затоа што знаете да влезите на одредена позиција каде што сепак мора да покажете минимум знаење. Далеко од она менаџерско, меѓутоа знаењето на проблематиката со која треба да се соочите и со која треба да ги разрешите работите или да носите одлуки. Ако тоа го немате, тоа што барате таму? Меѓутоа во Македонија може затоа што, знаете, кога премиер ќе ви каже дека одел само на 3 часа и дека еве пак станал премиер. Видете до кај стигнав, тоа ви става до знаење или знаке дека секој може. Секој може. Едноставно, тоа е моделот кој се наметна во Македонија, антиинтелектуализмот во годините на, не само во годините на владењето, меѓутоа тогаш го доживеа својот пик, мислам врв на идиократијата во Македонија се развита. Секој може да правиш се што сака, односно да прифати секоја функција која не е битно дали има познавање или нема познавање за истата работа што треба да ја врши. Така што глупоста се наметна како новата реалност во Македонија и таа трае. Не е дека со новата власт се надминат некои процеси, меѓутоа трае глупоста во Македонија и тоа е она што сериозно загрижува. Глупоста е повезана со незнаење, повезана е со слабо образование. Гледате каде ни е образованието, до кое дереđe дојде образованието во Македонија. И она што е најтрагично, идиократијата е повезана со некритичко размислување. Апсолутно. Тоа е сериозен проблем во Македонија, затоа што некритички размислуваме во процесите што ни се случуваат во демократскиот амбиент кој го градиме во државата, па ако сакате и во процесите на интегрирање во меѓународните институции, као што е Европската унија, едноставно имаме некритично размислување кој генерира начин на размислување кај мнозинството луѓе да го следат или да не го следат, не нудејќи решенија како тоа да се надминат проблемите кои се појавуваат на тие патишта. Сам ја дојдов до ова што сакав да ме прашам, иако може малку на една поинаква конотација, само да кажам за ова што зборувавте, тоа исто како јас, како професор по историја кој се занимава со новинарство, да добиам понуда да бидам, не знам, шеф во некоја хемиска фабрика. Јас не знам, H2SO4 памтам само дека имаше сулфурна киселина и некој да ми рече одлична е позицијава, добра плата, се е супер, повели презем. Јас доречам, знаеш што, па не е лоша идеја, ќе се снајдам јас овде. Да. Со текна време човек ќе се снајде нешто, ќе прави нешто, ќе прашува, меѓутоа најверојатно ќе уништи фабриката. Не ќе уништи, ќе ја загади човековата средина, мислам. Ќе упропасти се, но не е важно. Он ќе ги стара своите 2, 3, 4 години. Но мене нешто друго ми е поважно овде, дека сами го споменавте тоа. Ако ова групација, ајде да наречеме, на луѓе кои што се недоволно кадарни, неграмотни, а доволно арогантни и дрски, да излезат на јавната сцена и да настапуваат од позиција на не на моќ, но на знаење, често пати испреплетено со моќ, упорно обстојува на сцената, тоа мора да има девастирачки, како се вика, последици за целото општество. Затоа што луѓето тоа го гледаат. Јавноста гледа секогаш што се прашува кога некој наметнува тези, колку и да се ступидни, колку и да се нелогични, меѓутоа се наметнува со една упорност. И тоа се поддржува од други центри кои што се исто такви и гледате народ кој што во моментот
вели царот, како беше она, царот е многу убаво облечен. Да, Ако нема детето да каже царот е гол. Да. Токму тоа. Тоа е проблемот со државата, недостаток на критичко размислување во Македонија за се што ни се случува, за процесите кои се одвиваат во тек овие 30 години на независна Македонија. Ние се уште ќе ви кажат, да, Европската унија, денеска прочитав многу интересно дека поранешен амбасадор ќе поднел барање за распишување за референдум за... Зборувате за господинот Виктор Габер, да. Побара од претендиците да распишат референдум за влез во ЕУ. Многу интересно е, вели, да продолжиме со преговорите. Не можете да продолжите со нешто, токму тоа е она здраворазумско размислување кое бара критички однос кон она што го кажува, затоа што продолжувате со нешто што тече. Ние не сме ги отпочнале преговорите со Европската унија. Може би во времето на Заев и времето на оној Фейсбук министер Никола Димитров, кој тврди дека преспанскиот договор ни го решил прашањето на идентитетот, апсолутно ни го решил прашањето, може би во нивно време ги отпочнувавме преговорите не знам колку пати, веќе заборав. Јас ги заборавив, го заборавив бројот. Многу пати ги отпочнувавме и цело време тврдеа дека сме влегле во фаза на отпочнати преговори, така што ја продолжува тезата, иако тезата не соодействува со реалноста. Токму тоа го прави демократијата во Македонија. Едноставно, она што го гледате како реалност не соодействува со она што го слушате од таквите луѓе. Тоа и во тој контекст е и барањето за референдум, каде што како и да биде резултатот, Македонија губи. Ова е многу интересно. Господинот Габер се разбира познат дипломат, сега веќе мислам во пензија, претпоставам. Да. Бара од пратениците да се изгласа практично референдум со кој што ќе се гласа дали Македонија да влезе во Европската унија, ги спомнува референдумите од 91 и така натаму, но тука има еден многу интересен момент. Вели, доколку мнозинството наши граѓани го заокружат одговорот против, значи дека сме против членство во Европската унија, вие во нивно име, значи пратениците, ќе треба да ги поништите сите досегашни од вас усвоени документи за нашата стратешка ориентација членството во Европската унија и да усвоите нова стратешка ориентација на државата. Ова би значило да се откажеме од европскиот пат. Малку така... Навреда на здравиот разум. Мислам, целиот концепт, целото прашање, начинот на кој е составено е навредливо, мислам. Начинот на кој размислува, не да го прашат граѓаните, да ги прашат дали сте за промена на идентитетските перформанси, односно идентитетските одредници на македонскиот народ за да влеземе во Европската унија, па да видам како ќе биде одговорот. Ако не ги внесеме бугарите, ние сме против Европската унија. Чиста глупост е ова. Никој видете, па сега еве да се воздржиме, велиме, јас сум апсолутно да се воздржуваме, меѓутоа ова е чиста глупост. Добре, тоа е тоа. Навреда на здрав разум. Мислам, едноставно размислување кое нема логичка позадина. Нема логичка и токму за тоа. Што да расправате со такви прашања? Но се наметнува во јавниот дискурс. Еве и ние сега на некој начин го презентираме. Да, затоа што е таква глупост на која не можете да премолчите. Ако го прифатите, во основа влегувате во нивниот светоглед, начин на размислување. Добре, ова е повеќе пропаганда насочено кон власта, односно нечинењето на власта во поглед на нашите евроинтеграции. Цело време гледате како размислува опозицијата. Што правите во поглед со евроинтеграциите? Зашто е стопиран процесот? Па не е стопиран од Македонија, мислам, процесот. Но лидерот на СДСМ само упорно инсистира на тоа. Прашање повторно, секој ден практично го поставува, зошто бугарите да не влезат во уставот? Нека го праша народот. Зашто изгубија на избори? Многу едноставно прашање, мислам. Тоа е... Господинот Джерновски пронајде уште една, за мене исто така многу интересна приказна за да понуди практично на јавноста, вели се повикуваше на некој собир што ќе има, не знам, за Александар Вучич нешто во Куманово, не сум точно сигурен, меѓутоа вели ако не ви се опасност 35.000 Срби во Македонија да бидат во уставот, зашто да се плашиме од 3.500 бугари, колку што номинално се декларираат? Кој се плаши? Мислам,
Тотално замена на тезите, ова апсолутно мене ми е јасно, меѓутоа се инсистира на тоа секој ден. Добре, некој одработува нешто. Видете, се работи за идентитетски трговци. Мислам, опозиционата партија која се обидува да се наметни како релевантна во Македонија, која некогаш беше релевантна, сега е и релевантна партија, нема што да разговараме, мислам, за нив, се обидува да се наметни на тој начин во јавниот дискурс, да создади печаток дека се они важни, дека нивните размислувања и начинот на кој ја перцепираат реалноста во Македонија е исклучително важен, притоа занемарувајќи го, како се вика, занемарувајќи ја волјата на мнозинството народ. Тоа ќе беше природно прашање, тоа е самоубиствена позиција. Тие си поиграа со референдумот за прашањето за името. Така е. Таа весела математика што министерот, Facebook министерот за надворешни работи тогаш ја верглаше, односно како мантра, дека ако не излегне на избори, демек не се согласиле со промена. Глупости, мислам, не видени, меѓутоа глупости кои успеа да доведат до промена на името. Еве, ние го променивме името, ама добивме... Но тоа беше од позиција на моќ. Ова сега не е позиција на моќ, ова е позиција на битничка, еве, реално да зборувам. Позиција на одработување за туги интереси. Мислам, воопшто не ме изненадува за луѓе кои успеа да се испазарат со идентитетот со името на државата. Името е равно на идентитет. Тие што сакат може да зборуваат или да размислуваат. Прашањето, гледате, се повеќе во кулуарите политички надвор во меѓународната заедница фигурираме како, не се обраќаат како северномакедонци. Во основа се работи за еден нов социјален инженеринг по создавање на нација која ја повезува со името како идентитетска одредница. И така е. Така било и така ќе биде, затоа што името ве определува кој сте. Името се карактеристиките на она што сте. Ние тоа го, мислам, тие тоа го прифатија како незначајно и не важно во поглед на постигнувањето на одредени цели кои тие сметаат дека се поважни од она што значи одржување на македонскиот идентитет, јазик и култура. Што значи се инсистираше на влеговме со чист македонски јазик, таа реченица се повторува. Тоа се глупости, нека влезат во меѓународните организации. Ви кажувам, секое наметнување на такви тези во македонскиот простор едноставно идејата е да создадат збунувачки амбиент во државата кај граѓаните да не знаат што да размислуваат. Нека влезат, еве, има меѓународни организации, нека проверат. Бугарите ни го признале јазикот. Па нека видат како бугарите јазикот кој уставно согласно уставот на државата, бла бла бла. Мислам, нека проверат договорот кој го подпишавме со бугарите за добрососедство, што тој договор не постоеше претходно. Дојде министерот па го реши со еден подпис. Па се знаеше зашто договорот не се подпишува. Меѓутоа, тогаш владееше режим кој водеше сметка за националните интереси. Денеска повторно, кога власт која води сметка за националните интереси, повторно се појавуваат оние кои сметаат дека може да се пазара со националните интереси на државата, затоа што нема државничко чувство. Но може ли тоа да пројде уште еднашка? Пројде во два наврата. Па се виде како помина 2024 година. Но некој размислува во перспектива. Ке дојде 2030 и 2034. Се е можно. Во политиката, очигледно во Македонија се е можно. Ако не се брзат, ако имаат време за чекање? Па Македонија нема време одамна за чекање. Мислам, тие ќе се изначекаат во нивните напори тоа да го направат, меѓутоа очигледно не е прашањето и не е стравот од бугарите во уставот, да бидеме реални. Тоа јасно кажано од сите. Има и друга теза дека тоа ќе не разликува двата народа. Така е. Дека такмо тамо е главната патка, дека еве со тоа бугарите покажуваат дека сме различни народи. А државотворниот карактер тоа заборава да го спомне над барањето на бугарите, меѓутоа тоа е сосема друга тема. Се правиме слепи, свесно, тоа е. Не, луѓе кои еднаш продале, луѓе кои немаат воопшто чувство за државност, за она што значи македонска држава, пазарењата што беа во времето на претходната власт, тоа ви го покажува дека се спремни на се. Значи, таа подготвеност продолжува и денеска, што ги прави ирелевантни на политичката сцена. Има една многу интересна ситуација која што вреди да се спомене врз база на ова што го зборувавте. Јас би рекол чудна една ситуација во која што го спомнавте вие Никола Димитров и Бојар Османи,
практично водат Facebook преписка во која што докажуваат кој од сега е моје толкување, да не го свати некој погрешно тоа, кој од нив направил повеќе грешки со потпишувањето на едниот или на вториот протокол. Никола Димитров го потпише првиот протокол и тој го брани. Бојан Османи го потпише вториот протокол и тој го брани својот. И практично докажуваат еден за друг колку другиот направил грешки, а првиот, односно тој што пишува, направил добро за Македонија. Една помалку и така чудна ситуација. Стварно не чудна, стварно мислам возбудувачка ситуација, ветерана размислување, мислам, и едниот и другиот покажа како не треба да се следат националните интереси во државата, мислам, како да прифатам преписка или како да прифатам диалог или спротивставени ставови на два министри, од кои едниот беше во Wikileaks телеграмите, ако не се лажам, каде што одавал информации за преговорите за името на една од амбасадите во Република Македонија. Мислам, далеко од тоа дека Тоа на Wikileaks го пишува, да се разбереме, да. Далеко од тоа дека тие не би ги добиле информации. И без него, така е, да. Меѓутоа, тоа ви покажува за квалитетот на човечкиот материјал со кој го поседуваше министерот за надворешни работи, така што Дејанска повторно се обидува, еве, ја ви кажував за идентитетот. Ние го жртвувавме, го продадовме името за влез во НАТО. Да, тука се обидува да вметне претседателката во целата приказна. Тоа е друга приказка. Тоа е обидот да се наметне со демекеве јаве ви кажува, вие мене ме шиканиравте за тоа, ама доаѓа до моето, никогаш нема да дојде до неговото, затоа што историјата ќе го мислам, науката тоа го потврдува. Ако човекот се занимавал со наука, можеби на времето, што мислам дека беше извонреден во тој дел, додека тоа го правеше, нека проба низ науката да го потврди она што го кажува. Нека проба, мислам, околу прашањето на името и идентитетот. Затоа што има размислување, вела дека државата, знаете, во меѓународното право е определена од 3, односно 4 елементи: население, територија, власти, можност да стапувате во односи со другите држави, и велат и името на државата, затоа што името ве дефинира во меѓународната заедница кој сте и што сте. Она е сномен, така беше. Да. Токму тоа. Така што има текстови, има написи, нека се консултира, меѓутоа, знаете, кога ќе влезете во дневно политичка дебата, каде што не се бара многу знаење, каде што не се бара многу познавање на материјата што ја работите, каде повеќе се бара лукративен интерес, кој очигледно постоеше во контекст на она што ни се случуваше во контекст на промената на името, во тој случај не е битно. Сето она што е познато во науката околу овие прашања не се важни, важни се она што тие го кажуваат, кое не соодействува со здравиот разум и логиката. Морам да ви откријам една работа, не е кој знае што се разбира. Пред неколку дена гостував на еден подкаст кој што го водат господа од Бугарија. Размислував дали да учествувам, се одлучив дека во ред да гостувам, затоа што ме поканија љубезно и затоа што беа пристојни во договорот дека ќе ме остава да си го кажам јас тоа што ќе го кажам, тие нивното, нема да ве давам, се разбира, почитувани гледачи со информации што се случуваше во тие 2,5 часа. Меѓутоа, една интересна работа ми остана во памет. Имено, од страна на едниот ко-водител беше спомнато името Северна Македонија, на што јас реагирав дека тие имаат право да го користат, затоа што тоа е уставното име. Меѓутоа, дека таа работа едноставно во Македонија, кај голем дел од луѓето, кај огромното мнозинство, е неприфатлива, асоцира на нешто насила наметнато. Да, диво месо. Диво месо. И се што беше интересно тука? Одговорот од таа страна беше: ве разбирам, го почитуваме тоа, меѓутоа и вие од таа страна на границата, значи од Македонија, го користите погрдниот термин источниот сосед за нас, а нас тоа многу ни пречи. Не сум размислувал на таа тема. Ние за србите велиме северниот сосед без размислување. За грците велиме јужниот сосед. За бугарите источниот сосед. Никогаш не сум помислил дека тоа би можело да асоцира нешто. И не знам дали е тоа општо чувство во Бугарија или само на овие господа. Не е исто. Може за нив е чувството во тој поглед, далеко од тоа дека, знаете, кога ги
лоцирате на страните на светот, мислам. Така е. Ништо повеќе од тоа. И никој не ја вика Источна Бугарија. Источниот сосед е сосема нешто друго. Апсолутно, мислам, не го заменуваме зборот на државата со источниот сосед, го потребуваме. Апсолутно нема никаква врска со она што, како се вика, име кое не е прифатено од мнозинството во Македонија. Име кое ни е наметнато како диво месо во ткивото, македонското ткиво. Никој не може да се навикне. Еве, толку години помина, јас не познавам ни еден човек, освен некои официјални лица од претходната власт, кој што ќе рече да, ние од Северна или да, ја имав таков случај, знам. Една госпоѓа беше прашана баш до мене. Не можете да не слушните тоа. Од каде вели оној што го поставуваше прашањето, вели од Македонија, а таа пошто е од Македонија, рече не од Северна Македонија, и тоа ми остана вака, како се вика, збунувачки. За некој што те нарекува Македонија, самиот да се нарекуваш Северна Македонија, и тоа е проблемот во државата, затоа што прашањата што или решенијата на проблемите кои ни се наметнуваат од надвор, изгледа дека се прифатени од натре. Тоа е чувството, мислам, знаете, сите оние меѓународни мешетари што доаѓа пред промената на името. Сите мешетари сега што ви кажуваат дека вие имате топка, имате терен, имате се, уште да имате... Сите можни фудбалски жаргони и така натаму. Уште да имате голгетер и готово. Голгетерот чека спремен само да шутни. Фала Богу, мислам, никој не го сака да шутни. И ќе го решиме тоа. Знаете, во тој контекст на нешто што е наметнато од страна, испаѓа дека ние го прифаќаме од внатре. Дека тоа е наше решение, затоа што, да, ние го сменивме името внатре. Онаа структура која беше на власт, успеа тоа да го направи. На начин на кој што го направи, но е факт. Да. Така треба да биде и со бугарите. Далеку од тоа дека ние нас наметнато од Европската унија или дека францускиот предлог станува мултилатерален, односно однос со ЕУ. Далеко од тоа, меѓутоа не е наметнат. Ветото не е од Бугарија, од Европската унија е ветото, така ќе ви кажат. Меѓутоа, промената треба да дојде од внатре. Ако дојде од внатре, тоа е веќе проблем што го имаме со народот. А народот, барем на референдумот за промена на името и народот, прашан за промените во контекст на вклучувањето на бугарите е јасен. Барем на изборите во 2024 јасно го кажа ставот. Ако оние политичари кои учествуваа во изборниот процес не ја разбра пораката на граѓаните на Македонија, тоа е нивен проблем. Меѓутоа ставот е јасен околу сето она што се случуваше во претходниот период и што народот мисли. А народот мисли она што е најдобро за него и она што го чувствува како свое. Морам да го спомнам уште еднаш господинот Венко Филипче. Искрено, толку многу ја спомнува Алфа телевизија и новинарите во Алфа и така натаму на еден неубав начин. Јас не знам како реагираат колегите, јас се обидувам да не враќам и немам намера тука, го кажав моето мислење дека не треба да се расправа со новинари, тоа е погрешен правец. Меѓутоа морам да го спомнам заради ова инсистирање на одредени идеи што се очигледно кај него наметнати и воопшто во таа партија. Упорно вели не смеме да дозволиме српско и руско влијание да ја отрне Македонија од ЕУ. Упорно се асоцира на тоа, според начинот на кој што реагирате и без да кажете нешто јасно се, но едноставно морам да не запира оваа приказна. Руско влијание, рускиот човек Мицкоски, српскиот човек, не знам Николовски, како и да им падне на памет. Тоа е она што се обидува да го продадат. Према меѓународната... Каде е тоа руско влијание? Каде е тој Путин тука? Навистина не знам каде ги гледаме тие луѓе. Апсолутно не може да излезете од рамката дека руското влијание постои. Дали вакво или онакво постои. Меѓутоа, начинот на кој го апострофира и начинот на кој го позиционира кон определени политички структури е јасен показател што е целта. Јасно може да кажеме кои се руски играчи се гледаат. Дајте, мислам, политичката партија е продолжеток на она што значи комунистичката партија која постоеше до 90-та година. Мислам, да очекувате дека тие ќе зборуваат за ЕУ, дека тие ќе зборуваат за руско влијание или за русофили во држава, мислам е малце, ајде да не кажам,
декутантно, да не кажам перверзно во целиот овој контекст, меѓутоа тоа е обидот да се доближат, односно да се додворат до меѓународната заедница. Да, ние сме тие. Добро, но ова е за мене клучно, затоа што се покажа во претходни некои наврати дека тоа дава резултат. Бидејќи народот е, да не ме свати за некој погрешно, народот е сепак една маса која што од време на време природно ги менува своите ставови, ќе се разочарате од можеби економски фактори, ќе се разочарате од некои афери, ќе се разочарате од X работи што може да се случат, очекувани или неочекувани, и потоа добивате алтернативата, која што во тој случај беше Зоран Заев, на пример. Зоран Заев не беше алтернатива никако. Сети се на 11-та година кога му пишува на Мендук Тачи. Вели, јас сум подготвуван од надвор. Да се видиме. До тоа доаѓаме, до тој момент доаѓаме. Така што и сега не може да зборуваме за алтернатива. Зоран Заев не беше алтернатива, беше само продукт на еден процес кој беше добро воден и процес кој беше сериозно бустиран со она што ги викаат бомбите, затоа што сега ќе ви кажат, се сеќаш што збореа. Ајде нека ги преслушаат повторно бомбите многу внимателно, а не врз основа на она што беше презентирано. Никој, кога зборуваме за тој период, никој не изврши вештачење на тие разговори. Дали тие разговори содействуваа со она што е вистинско, затоа што никогаш не го видовме целиот тек на разговорите, туку она што ни беше презентирано. Така што и во тој дел може да се расправа, меѓутоа повторно доаѓаме зашто да расправате со луѓе кои веќе имаат однапред изградени ставови. Луѓе кои сметаат дека они може да мрзат, меѓутоа не може да бидат омразени меѓу народот. Интересно, да. Но, само да го додадам овој дел. Се согласувам дека тој не беше алтернатива, но беше со помош ваква, таква, секаква, најчесто главно меѓународна, успеа да дојде до позицијата што ја сакаше. Можно ли е повторно истата идеја да оди на истиот начин, дека во даден момент под притисок на годините на власта на другите партии, на објективните шкоти кои што ќе ги постојат и ќе постојат понатаму, ќе се појави ситуација во која што повторно меѓународниот фактор, кој што сега е, да речеме, лабав, барем таков е печатокот, ќе рече да, време е овие, иако народот не ги сака, иако не се омилени, повторно да дојдат за да завршат некоја работа и дека сите овие пораки се повторно показател во тој правец. Показател да, меѓутоа ако дозволиме повторно да ни се повтори истото сценарио, ние имаме проблем. Нема проблем меѓународната заедница, ние имаме проблем. Знаете, еднаш ќе помине сценариото, меѓутоа тој пат ако помине, тоаш прашањето е колку сме функционална држава и дали треба да постоиме како држава, затоа што брутално, но точно. Така е. Извинете, меѓутоа тоа е така. Ако дозволиме меѓународниот интерес да е поважен од националниот интерес во Македонија, дека има луѓе кои ја поддржуваат таа опција, во тој случај што има повеќе да зборуваме? Едноставно да ја предадиме државата на оние кои се добри трговци во поглед на сето она што значи едноставно ќе станеме безлична маса која ќе може секој да ја обликува како сака. Мислам, ако тоа е цената што треба да ја пратиме за влез во Европската унија, тогаш нека ја плаќаат оние кои се подготвени тоа да го направат. Ја мислам мнозинството народот во Македонија не е подготвен тоа да го направи, така што вакви сценарија, претходното сценарија дури со сето што она што беше бустирано, па не успеа да ги добијат изборите. Но на тешки маки се протна се. Со неправилности, со да не зборуваме. Да не се враќаме сега. Да не се враќаме затоа што од парламентот, од гласањето, од кревањето раце, немањето записник, сето ви покажува за каков процес се работеше, меѓутоа тоа е прашање кое историјата треба да даде одговор. Историјата најчесто молчи тука за многу прашања, мислам и малце поназад молчи, меѓутоа ќе дојдат некои нови генерации кои кога ќе истражуваат точно ќе знаат каде да ги лоцираат прашањата и што е важно во целиот процес. Мислите дека сега ова е повторно се разбира алтернативно прашање, дека не знам за 100 години од сега, кога некои тогашни генерации кои што тогаш ќе бидат млади и потенни ќе носат суд за времето во кое ние живееме. Сега носиме суд. Што остана за идните генерации? Видете, ако изгубиме државата заради поединци кои се спремни да продадат се, некој ќе носи суд.
Ке носи, мислам, ние зборуваме за времето на ВМРО и се што се случувало сега. Затоа што многу работи не ги знаевме, не ги учевме. Така е. Мислам да бидеме реални. Ние имаме скриена срамна историја. Ние не знаеме за годините после војната што се случувало, кај се луѓето во Аснум, кои беа луѓето во Аснум, зашто се затворени. Ние се уште имаме уплав од тоа да ги отвориме досијата. Зашто имаме уплав? Па тоа го бара Европската унија. Дозволивме Бугарија да не потсеќа на тоа. Затоа што имаме срамен дел од историјата од кој бегаме, не сакаме да го видиме и да се соочиме со него. Но повторно истите центри се тие што се плашат од тој... Па што мислите дека е различно? Знаете, кога ќе ви каже русофил, човек кој потекнува таа идеја. Кој не потекнува, туку живеел со тоа. Најубавите автомобили во 80-тите беа Волга и Запорожец. Да не зборам. Мислам, нашиот драг пријател што го купи брендот Вајбург. Мислам, тоа покажува. И замислете, таа свест во генерациите наследници, таа свест се продолжува. Не е тоа нешто ново. Ние влеговме во нова држава со луѓе кои не веруваа во македонска држава. Ако се вратиме на тоа... Што мислите дека тоа е променето? Па би требало за 35 години, професоре. Да, меѓутоа тоа се наследници на оние што на времето помила им беше сликата на Тито од Гоце Делчев. Еве го, гледајте ги размислувањата за Гоце Делчев денеска. Токму од нивни членови на партијата кои доаѓа. Дека не е важен, дека зашто му се придава значење. Така што некои работи не се менуваат. Знаете, канцерот на комунизмот си живе во Македонија. Ние сме сигурно последната држава од бившо југословенските каде што југоносталгијата, односно носталгијата по претходниот систем се уште е жива. Ние видите за 29 ноември, па тоа е прослава на Фејсбук. Ако сакате да не зборам за 25 мај. Добро, некој ќе рече, професоре, дека тоа е повеќе носталгија кон младоста. Дека е фолклор. Не, нема фолклор тука. Која младост? Јас сум бил млад, сум растел во тој систем. Па добро, ќе најдеме еден куп работи што може би биле окей во тогаш. Видете, ако сакаме. Видете, не е исто да живеете во стан под рента и не е исто да живеете во собствен стан. Македонија е нашиот стан, кој е наш. Југославија не беше станот наш, мислам, живеевме под рента. Така што за оние кои не ја чувствуваат државата како своја, многу лесно е да ја распродаваат. И тоа го видовме. Да. Да свртиме на една поинаква тема. Сега имаше протести во центарот на Скопје пред некој ден од албанските студенти кои што бараат да полагаат на албански јазик правосуден систем, колку што гледам во владината коалиција бараат решение, од вреди велат дека има тука простор брзо да се изнајде решение, па колку што приметив и од страна на ВМРО нема некој голем проблем околу тоа дека да се најде врз база на тоа што е уставно дозволено и загарантирано. Меѓутоа таму видовме нешто што не може да кажеме дека не е очекувано, сега да се правиме будали, не било очекувано, но ги видовме оние сцени кои што студенти велат, бараат полагање на албански јазик, а вие таму имате учека, скандирање, имате пораки со орли, не знам таму. Она што е интересно, имате дошле студенти од Приштина, ако не се лажам, дел од нив биле запрени на граница. Вајде да полагаат правосуден испит. Тотално една надреална ситуација. И сега, да, можеби како колатерална штета ќе оди амбасадорот на Албанија, кој што даваше поддршка. Иако и тоа ми е сега нешто баш нејасно, никој не побарал негово повлекување, меѓутоа тоа е нешто повикан на разговор. Целата ситуација некако е, дали можеби премногу ги придававме на значење, меѓутоа сликите остануваат во главата. Некој се обидува повторно да создаде врз база дури и на случај што не е случај, кој што е лесно решлив, објективно лесно решлив, да се создаде еден амбиент, па имате новинари, јас тие луѓе би ги рекол пропагандисти, а не новинари, но нивна работа, кои што велат, еве, оваа власт за само 2 години ги уништи меѓуетничките односи. Пошто ни беа толку добри да... Детонскиот договор, се извинувам, Охридскиот договор го сроза, не го исполнија. И сега, повторно, да не го потребам насловот од ваша книга колумни. Каде тоа? Ние дали живееме во иста држава? Не е така едноставно.
Ние живееме во таа држава од 90-та година, мислам. Но не е така, застанувате на площад и велите, навистина ли сме во исто место со овие луѓе? Како тоа? Не се случува. Да, живееме заедно. Живееме заедно, проблемите се исти кои ни ги буткат од 90-тите години. И ова е просто зачудувачки. Одеднаш, гледате се наметнува повторно етничкото прашање како проблем во државава. Тоа беше и на времето, ако се сеќавате, во времето на власта на претходниот премиер Груевски, кога се случува оние меѓуетнички тепачки по автобуси, па на кале, во ред. Така што слични сценарија се обидуваат, знаете, дежаву ситуации имаме во Македонија, некој повторно се обидува истите сценарија, меѓутоа, да бидеме реални, власта е таа што треба тоа да го спречи. Власта е таа што треба тоа да го менаџира, затоа што пораките се јасни. Не дошол тој од Приштина или не дошол од Албанија да полага правосуден испит во Македонија. Дајте, мислам, работата е премногу јасна и премногу видлива за да расправаме за неа. Значи, етничките проблеми во Македонија секогаш се наметнуваат како доминантни. Кога е прашање на како да се подкопа власта. Ние имаме такви уставни решенија кои светот не познава. За ова ќе се согласиме. Ние имаме Бадинтер, соседите може да сонуваат за такви решенија. Не може никој да сонува затоа што се несонливи, едноставно не постојат. Но повторно некој ќе рече малку е, еве вие правите, ќе ви излезе некаков новинар, некаков политичар и ќе продава дека тоа е премалку. Апсолутно, сега воздухот ќе го делиме по етничка линија. Така е. Дали ќе го делиме и воздухот по етничка? Мора да го делиме, ако е по Бадинтер, со двотретинско мнозинство, како воздух ќе дишеме во Македонија. Сите дишеме загаден воздух, тоа го знаеме. Бидем тука сме единствени. Меѓутоа, прашањето е на концепирањето на Уставниот суд. Пазете, Уставниот суд треба да носи одлуки за Уставот без основа на Бадинтер. Па такви нонсенс решенија, мислам, како им текнува. Понекогаш, секогаш се прашувам од каде таа креативност, такви решенија. Замислете во Америка да го поставите прашањето дека Американскиот устав треба да Врховниот суд на Соединетите Американски држави треба да постапува без основа на принципот на позитивна дискриминација. Надвор од секоја логика. Меѓутоа, кај нас ви кажав, идиократијата во Македонија е подигната на највисок можен степен. Но ни помагаат од надвор да бидеме реални во тоа. Како што ни помагаат со пари, еве да кажеме, Европската унија ни одвои сега скоро 70 милиони еври. Дека не заборави Европската унија така. Еве ни дадоа некои околу 70 милиони евра ќе добиеме, супер. Меѓутоа да бидеме реални, освен што повремено даваат пари, па некаква помош во чизми, во што и да е, апсолутно секоја помош е добродојдена. Во исто време во нашиве креативни решенија што ги велите, секогаш има некој од надвор што ќе рече да, добро е. Видете, он може да ви понуди што сакате. Тој ќе ви понуди решение кој ќе го проба на Македонија. Кроз така беше, не знаеш, сега не сеќаш, имаше билингвални, како се вика, градинки каде што треба да се гради соживо, да се гради разбирање меѓу децата, да почне од најмали, па се поделивме по етничка линија да едноставно не се допиравме. Што е ужасно, така е. Што не се допираме и таква е Македонија, во основа два света кои што живеат едни покрај други, а не едни со други. Така. Инклузивност никаква. Ќе ослушате зборот инклузивност од нив, ќе дојдете до Бадинтер во Уставниот суд. Така што тие работи што ни ги пласираат во основа е експеримент кој се обидува да се протне во Македонија. Вие сте тие, кога имате северни политичари кои мафтаат со глави, кога имате наука која е молчалива, кога имате интелектуалци кои молчат, што очекувате? Очекувате дека секој оној кој доаѓа од странство или доаѓа од земите на Европската унија, тој знае подобро од нас. Тој секогаш е подобар од нас во секој поглед. Знаете, тие се избраните, ние сме оние кои треба да слушаме. Дури и на теми кои што сме докажани во историјата дека сме биле подобри од нив. Но ние не смееме да помислиме на тоа. Тоа е колонијалниот менталитет на Западот. Но нашиот менталитет зошто да биде таков, да го прифаќаме тој робовски менталитет? Тоа е прашање на политиката и прашањето на луѓето. Ако имате, ви кажав, во се внесувате голема доза на лично достоинство. Кога сте спремни да го погазите личното достоинство од позиција на она што значи управување со државата или од позиција на политика, во тој случај прифаќате се. Прифаќате да
на вас ги тренира своите колониални, како се вика, заборавени соништа, односно да ве демократизираат, што би се рекло да ве доведат во состојба на прифатливост, да не бидете веќе во џунглата, туку да бидете во рајот, односно во Европската унија, што би рекол Борел. Пошто ја штитеше Европската унија од џунглата која Но знаете што е најтрагикомично во целава ситуација? Дури овој разговор што јас и вие сега го водиме, доколку се следи во одредени кругови, а може би се следи, може да биде точно доказ за некакво анти-еу расположение. Затоа што ние, апсолутно, јас мислам дека вие сте за Европската унија, јас сигурно сум, од нормални, прифатливи причини, но и овој ваков обид да се размислува критички, веројатно би бил доказ дека аха, еве ги овие се анти-еу расположени, овие се против нашата иднина. Апсолутно, ако ги прашате они од другата страна на политичкиот спектар во Македонија, да, ние сме анти затоа што сметаме дека во ред Европската унија, меѓутоа Но како да секоја критика се доживува така. Знаете, кога влегувате како македонец е едно, кога влегувате како северно македонец е друго. И тука мора да направиме разлика. Далеко од тоа дека мислам, зборуваме за луѓе, оценката што ќе ја дадат одредени структури, еве, во контекст на она што сакаш да го кажеш дека сме антиевропски не можеме да бидеме, затоа што сум живеел, сум работел, сум студирал таму. И затоа што ова е Европа на крајот на крајшто. Многу повеќе него што некој може да помисли о тоа, меѓутоа прашањето е сепак е ова мој дом. И тука се раѓаме, тука живееме и во основа сте можеле да останете, меѓутоа сте избрале да го завршите својата кариера, па ако сакате и вашиот живот тука. И тоа е она што ве определува како македонец. Оној што тоа не го чувствува, во тој случај може што сака да зборува, дали сме русофили, дали сме Се што треба. Све што треба. Синофили, меѓутоа тоа се празни зборови без суштина. Без суштина. Тоа е она што имаме на колумна, ја пишува празниот дела, знаете, тоа е фасадата. Позади е празното. Фасадата која треба да се представи, да, ние сме европејци, меѓутоа позади суштината е празно. Луѓе кои ниту ја сакаат државата, ниту ја чувствуваат како своја, ниту се го чувствуваат чувството на припадност кон македонскиот народ. Ние друга држава неаме. Неаме, мислам... Но и тие немаат. Никогаш не ја чувствувале државата како своја. Но немаат алтернативна, сакам да кажам. Секогаш они размислуваат дека имаат. Дали порано беше Београд, дали сега е Брисел, секогаш тие имаат, затоа што... Утре па потреба Истанбул ќе биде, или не знам, или Москва, или Пекинг. Тоа е, како се вика, кога немате идентитет, прифаќате идентитет кој ќе ви го понудат. Со такви луѓе, дали сме европски или не сме европски определени, воопшто не се расправате. Едноставно, немате за што да влегувате во расправа, затоа што ставовите се однапред определени. Нивните размислувања. Кога сме сосема на крај на емисијата, околу, да се вратиме повторно на вашава збирка колумни, овдека се поместени текстови од 2000 година отприлика. Не, од 96-та. Од 96-та се извинувам, до 2026-та, заклучно со 2026-та, тоа се 30 години колумни. Да. Не се сите, еве да кажеме, вие сте напишале повеќе, ова е навистина голема тетрадка, 353 страни, меѓутоа не е се. Овдека се поместени веројатно нешто ги сметате за највпечатливи. Го отсликуваат времето во кое биле создавани, односно во кој сум ги пишувал. Затоа што сите колумни што се во книгата во основа се оној ваш идентитетски интелектуален печат на одредено време кога биле создавани. Да кажеме во времето на кризата 2000-2002 година, пред заминувањето во Страсбург, па по враќањето од Страсбург. Значи, сите периоди се заокружени и тоа е она што ве определува во јавниот дискурс во Македонија. Бар ја така го доживувам пишувањето на колумните и можноста да, знаете, кога работите во сферата на човековите права, тоа ми е, да кажеме, експертизата. Во тој случај,
слободата на говор го доживувам токму тоа. Можноста да се изразите, да изразите став со кој не очекувате дека секој ќе се согласи, да бидеме реални, мислам. Тоа би било и Меѓутоа, фантазм... тоа е храна, Така е. храна за размислување и за полемизирање. Меѓутоа, со оној што може и е способен да полемизира. Затоа што често ни животот се сеќавате со луѓе, знаете, па сега интернетот стана, како вели Умберто Еко, стана легија на идиоти, каде што она што порано го зборува по пабови сега го пишуваат на интернет, седнати, Така. или вели тоа е Хајд парк на глупоста или светилиште на глупоста што може да најдете. Ке најдете издржани коментари, ако отворите Дано во масата од милиони глупости, вие ако почнете да ги барате издржаните коментари, ќе се уморите, морам да признам. Апсолутно, затоа и Умберто Еко токму тоа кажува за интернетот, дека тоа е промената од пабот, се влегуваат во виртуалниот простор, каде што... Каде што па ве гледат секој, бидејќи во пабот сепак разговарате со вашите 10 Да, луѓе. ама вели глупостите остануваат натаму. Така е, тоа ме зборот. Овде се шири. Овде се шири со... До besкрај, апсолутно. Да, баш до besкрај. Но колку се актуелни, бидејќи еве ја препорачувам, се разбира, оваа книга на сите заинтересирани за интелектуален напор, колку се актуелни вашите колумни од пред 25-30 години сега? Па се актуелни, ако некој сака да види што се случувало во годините кога Македонија влезе во оној конфликт и во предпериодот, пред подпишувањето на Охридскиот договор, има определени податоци кои, мислам, у тоа време биле важни и се уште се важни, затоа што се уште периодот останува затворен за можност за поширока дебата. Знаете, имате различни размислувања за периодот. Нормално, интересни се во периодот од 96-та до како се градеше системот. Затоа што и многу е важно да се потврда на тоа како се развивате во своите ставови. Знаете, има луѓе кои едно тврделе во 90-тите, друго во 2000-те, така што радикални промени, може така. да се види тој раст како одел и колку има промена во ставовите, иако, знаете, секогаш постојат, што би рекол, добронамерници кои ве ставаат во одредени кампови, кога во Добро, вашите природно. размисли, тоа е нешто што, да кажеме, Но кога ги сте го прифатиле. Затоа, тоа е книга каде што, знаете, имате очекувања, имате надеж, меѓутоа има и разочарување. Природно. И сето тоа е низ збор преточено во колумна било преточено и сум имал таа среќа да колумните завршувале таму каде што тебе, односно биле јавно објавувани и биле предмет нормално на дискусии, на И на критика, оспорување, претпоставувано, апсолутно, и на пријателски укажувања, имало се што во тој период, меѓутоа тоа е сепак еден мемориски фолдер, нешто што требаше да остане после вас. Така е. Тоа ми е јасно. Но чисто како финално прашање, кога ги препрочитувате ви, еве, подготвувајќи се за книгава, наоѓате дека пред 25-30 години парадоксално сме биле позрели како општество? Ни тогаш, ни сега. Сега е Еве, дури и полошо. Возможно ли е тоа да бидеме сега полаш? Да, затоа што би требало, сакаме да веруваме дека процесот оди само напред и напред и напред. Ние тогаш постоеше надеж. Тогаш бевме стварно ентузијасти. Градев академска кариера, верував во многу работи, доека не се соочив со вистинската меѓународна политика, затоа што сметав дека сум добро образован на најдобри универзитети. Стварно, мислам, верував во идејата, верував во државата и верував во многу работи, меѓутоа, знаете, се сочувате и со разочарување. Кога ќе се соочите со првото разочарување, почнувате критички да ги гледате работите. А потоа второ, трето, пето, да, десето. апсолутно, потоа следат разочарувањето, го гледате менталната матрица на државата која е непроменлива, просто неверојатно. Тоа е клучното што ме интересира. Како е возможно да не се промени за толку време? Не се менува затоа што истите луѓе што викаат доста е во 2000-та година, истите луѓе и денеска викаат доста е, меѓутоа повторно се насочени токму кон власта која не ја сакаат и власта која предизвика турбуленци во 90-тите години, барајќи македонска држава, македонска војска и слично. Така што некои работи се доста стабилни во Македонија, тоа е
најстабилна е, како си ка, ароганцијата на глупоста која ни се наметнува, а денеска се помалци и критичко мислење. Гледате, кога интелигенцијата молчи, глупоста превладува во државата и тоа ни се случува. Да, ова емисија се разбира еден обид. Целата емисија заспи, ако може, целата нејзина идеја е да не се молчи, да се зборува, да се отворуваат прашања и слободно да се разговара за нив. Се разбира кога и гостите имаат таков квалитет, иако аз сметам дека сите гости се окей. Еве да повториме, утре е промоцијата на оваа книга, јас ја препорачувам, се разбира, повторувам насловот е многу интересен, никогаш не се расправа со идиоти. Универзитетскиот професор Звонимир Јанковски беше гостин вечером, благодарам за интересниот разговор. И вас? Да, почитувани гледачи, тоа беше се за вечера, вече 7 час разговараме со професорот, утре во 15 часот е репризното издание на оваа емисија. Утре исто така е, како што реков, промоцијата на книгата, кој може нека повели, јас мислам е слободно, професоре. Да. Тука демократијата апсолутно фигурира, а јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости следниот вторник во 22:30. До тогаш пријатно.